За време на ова долго, топло, жешко лето, нашата утринска програма редовно одвојува време и простор за македонската музика, посебно за македонската народна музика, која што редовно ја следиме. Па еве така утринава ќе се дружиме со нашата позната фолк пеачка Лени Партикова, која што оваа 2024 година веќе ја одбележа со голем солистички концерт, кој што се случуваше оваа пролет во Тетово во преполната сала на Домот на културата Илјо Антески Смок. Лени, здраво! Здраво! Го спомнав концертот во Тетово, бидејќи токму концертот беше последен пат кога ние се видовме вака пред камерите. Концертот помина во одлична атмосфера, со преполна сала, имаше фантастични реакции од публиката и верувам дека тоа ти беше голем мотив да продолжиш со исто темпо и да подготвиш за љубителите на твојата музика уште еден нов концерт. Така, Ирина, ти благодарам. Така беше, значи, Тетово помина концертот преубаво. И точно дека ми е голем мотив. Уште поголема публика да соберам. Сега во Скопје планираме да биде концертот крајот на септември, почеток на октомври, со една друга екипа на мои колеги, кои не сакам сега нели да ги откријам, кои ќе пеат заедно со мене на тој концерт. Можам само да кажам дека повторно ќе има едно убаво фолклорно друштво од Скопје. Никола Јонков Вапцаров ќе гостуваат на мојот концерт. На моите песни што ќе ги пеам од мојот албум Со срце и душа за Македонија, ќе играат повторно моите кучара од Тетово. Друго сакам да кажам дека овој концерт ќе го снима Дејан од Balkan Music. Ќе има многу други новитети, ќе има повторно трубачи на концертот. Така да ќе оставам се друго за понатаму, да ви откриам до тогаш кога ќе излезат и сите оние реклами за самиот концерт што ќе се одржува во Скопје. Во план е да биде во Македонската опера и балет во мојата матична куќа. Да, куќата каде што си професионално вработена како дел од хорот, Лени, се знае ли веќе датумот на концертот или тоа се уште неодреден? Не е се уште одреден точно датумот, затоа што сепак е тоа една голема треба да се реализира еден поголем дел за сите да бидеме тука во тој момент, нели, сите тие групи, сите тие луѓе што ќе свираат, што ќе пеат со мене. Така да крајот на септември, почетокот на октомври, точно датумот не се знае се уште. Можам да кажам дека еве се спрема еден концерт и за во Охридно за другата година здравје. Албумот мој нов, што се уште не го кажувам насловот, ќе биде исто крајот на септември, излезен со мојата народна музика, моите нови песни од новите фестивалите што сега напоредно помина. И така ми следат и нови фестивали на кои ќе настапам. Еве се спрема една преубава песна за Лешочкиот фолкфест, се спрема една убава песна за Тумба фест во Куманово. Така да ќе има многу новитети и многу македонска нова музика. Тоа значи дека ова лето за тебе е пред се работно, а особено на крајот на летото, односно во септември, ќе ги очекуваме сите тие завршни резултати, завршните проекти, но разбрав дека ова лето ќе те види многобројната публика на најголемиот собор на трубачи во Гуча, дека ќе гостуваш таму. Да, ете, имав почит до сите нив што ми дадоа една таква чест, една покана да бидам дел од Гуча. Ќе бидам ексклузивец на фолклорното друштво Свети Сава. Со тие прекрасни дечиња ќе бидеме таму гости. И ете, јас ќе имам можност од мојот албум Корените македонски да не се заборават, да испеам 3 или 4 песни, зависи значи времето како ќе ни даде. Преубави песни, наши стари изворни македонски, кои јас ги имам направено со препеви на мојот албум, од кои ќе бидат ете Македонско девојче, Твоите очи Лено мори, Ој Вардаре македонски. Значи едноставно да ја донесеме кај ни во Гуча во Србија нашата македонска музика и нашата македонска најубава традиција.
Македонци, бидете благословени. Да прашам дали ќе успееш да најдеш малку време и за одмор, некако ова прашање е неизбежно за време на летниве одмори. Ирена, па за одмор да, во Гуча сме од 1 до 4 август, само што ќе се вратиме од Гуча, јас и мојот сопруг заминуваме во Италија на одмор. Меѓутоа, во Италија, во план ни е за мојата песна Искрена љубов се бара, која беше на Валандова Фолкфест пред некој месец изведена. Ќе се снима спот во Италија на неколку локации. Можеме да откријам од прилика, планираме да биде во Болоња, во Пиза, на Венеција, некои делови да се фатат, така да ќе имаат можност гледачите да гледаат понатаму еден преубав спот за таа убава песна. Еве поздравна и за авторите, за Цане Трајчевски како текстописеци, за Љупчо Павловски кој беше задолжен за аранжманот на оваа преубава песна. Тоа се навистина прекрасни вести. Лени со голем ентузијазам и со неверојатна динамика ја тираш оваа 2024 година и мислам дека е прекрасно што реши да се посветиш толку и на твојата фолк кариера, нели паралелно со тие пак ќе спомнеме професионални обврски како дел од хорот на македонската опера и балет. Јас ке ти посакам и во лично име и во име на Алфа телевизија да се реализираат сите планови, а ние и понатаму ќе ги следиме твоите активности и ќе известуваме нашата публика за твоите убави проекти, да продолжиш да ја негуваш убавата македонска народна песна. Ви благодарам, Ирена, поздрав до сите ваши гледачи. Ќе се надевам ќе се гледам и понатаму за вакви убави работи. Јас само ќе кажам да бидат луѓето среќни, позитивни. Кај мене љубовта преовладува во овој момент. Имам голема поддршка и од семејството и од сопругот и мислам дека секому му треба такво нешто за да може да си ги изреализира сите негови соништа понатака во животот. Фала ти уште еднаш. Храмот е вознеза вечни времиња, гордост на Македонија, признале некој или не, со тебе, мајко, постоиме. Сите заедно запејте, сите ангели загрмете, да ве чујам. Стари камбани, збирајте се, македонци, бидете благословени.